Карциномот во сите негови форми се повеќе ја загрижува јавноста, бидејќи како на Балканот, така и во Кочанскиот регион се повеќе се шири и го зема својот даник. Опасноста од оваа неизлечлива или тешко излечлива болест е дотолку поголема ако се има во предвид дека таа напаѓа и врз помладите генерации и ја симнува старосната граница. Од тука и зголемувањето на бројката за минатата година, кога се евидентирани дури 226 новооткриени случаи од страна на Центарот за јавно здравје, каде се води статистика на малигните неоплазми. Инаку во центарот во кој влегуваат општините Виница, Берово, Делчево, Македонска, Каменица и Пехчево, во 2017 година се пријавени вкупно над 1200 заболени. Кај жените на распространета карцином на дојка со 50 на случаи, а кај мажите на простатата со 28 ново заболени. Споредено со претходната година, карциномот бележи зголемување за околу 18%, што е мощно загрижувачко. Според лекарите, најчести ризик фактори за заболување на карцином на дојка се наследниот фактор: генетски промени, личната историја на пациентката, зрачењето во млада возраст, превентивните мерки против карциномот, здравиот начин на живот и исхрана, самопрегледот на дојките и секако редовните контроли, прегледи кај специјалист. Инаку кај населението, а тоа го коментираат и поедини стручњаци од оваа област, се почесто како причини на ширењето на болеста се посочуваат бомбардирањето во Србија и употребата на осиромашен ураниум. Во Кочански прилики се смета дека употребата на отровни пестициди, и тоа во неконтролирани количини, при третирањето на рисовата култура се една од причините за појава на болеста. Меѓутоа, таквите тврдења за сега немаат научна основа.